вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на она што е најактуелно дедовиве во регионот, а тоа е судирот, инцидентот кој што се случи на Вевчанскиот карневал. Наш гостин е Сашо Бејтовски, познат жител на Вевчани, долгогодишен василичар. Добро вечер, Бејтовски, добре дојдовте во емисијата Прашалник, ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер и ви благодарам на поканата. Денес овде со нас требаше да се вклучи градоначалникот на општина Вевчани, но тоа е оправдано одсутен бидејќи мораше да патува, имаше службено патување во Скопје. Нашиот разговор првенствено ќе го започнеме со она што го дискутиравме вчера со вас. Бејтовски, ве запрашав вчера како се чувствувате, кажавте дека се чувствувате засрамени и револтирани од инцидентот кој што се случи и вината ја лоцирате во специјалната единица на МВР. Ајде околу тоа малку. Вака, не конкретно околу специјалната, туку на тој што ја даде наредбата воопшто таа специјална единица да се појави на Вевчанскиот карневал. Значи, тие беа службеници, само си ја вршеа својата работа. Единицата за брзо распоредување ЕБР дојде по нечива наредба, значи тие не дојдоа самоволно во Вевчани. Вината ја лоцирам кај тој што ја даде наредбата за тие воопшто да се појават на Вевчанскиот карневал. Како настана инцидентот? Зошто дојде до тој инцидент? Вие велите се почитува некој дел од протоколите, се носеа заштитни маски и слично. Како дојде до тој судир кој што ние имавме за жал прилика и да го следиме и да го пренесеме во живо? Ајде да тргнеме хронолошки. Уште од самиот почеток на денот, во раните утрински часови, голем број обични полицајци, да речам, полициски службеници, беа распоредени низ населбата. Во текот на денот, на секој чоше имаше најмалку, каде што требаше да е поворката, тоа е некаде простор околу 2 километри, на секој 50 метра имаше 6 до 8 полициски службеници. Значи, по груба проценка бројката е некаде околу над 250 до 300 полициски службеници, што никогаш во Вевчани тоа не било. Значи, револтот се направи тука почна сето. После добивме сознанија дека специјална полиција се распоредува до селото или на влезот од селото. Информациите беа различни, но потоа кога слеговме долу видовме дека тие се на влезот во селото. Значи, зошто специјална полиција беше донесена во Вевчани? Значи, ако имаше нешто, тоа требаше од после да биде. Значи, ова е организирана акција со најмалку со неколку месеци, бидејќи стапиме во контакт со поранешни припадници на МВР, со експерти од оваа област, сите ни велат дека оваа акција координирана и организирана неколку месеци наназад. Да, од полицијата велат дека на претходно одржаните состаноци со општината и со василичарските друштва било договорено карневал воопшто да не се организира поради пандемијата и здравствените протоколи кои што се десетни, велат нема групирање. Зошто не се откажа карневалот? Како излезе да има стотици маски, видовме како продефилираа? Тие бевте во Вевчани, видовте дека на почетокот имаше многу малку маски. Но кога се прошири веста низ Вевчани дека големи полициски сили го имаат за посебнато Вевчани, револтот излезе и тој што не сакаше да се маскира. Излегоа сите. Значи, револтот беше тука. Но ќе поминеше многу порелаксирано сето. Полициските службеници, зборувам за обичните униформирани полициски службеници, си ја истераа работата до крај ептен професионално. Правеа ред, се почитуваше дистанцата, секоја маска ја пуштаа на одреден период на минута, две, се беше во најдобар ред, се до моментот кога се заврши, фактички дефилето заврши кога настапи специјалната единица. Значи, немаше причина таа да настапи. Зошто? Останаа неколку души, тести на 20 души тука на мини плоштадчето. Заминаа василичарите, голем дел од василичарите заминаа по околните улици, горе, каде што завршува. Значи, се заврши. Ова се другото настапи од после. Значи, испровоцирани кордон од 3-4 реда полиција, па провокација е. Ние ја имаме уште во главата сликата од 87 година. Тога бев многу млад. Тести на 11 години од балкон ја следев сета ситуација. Па морници ми поминаа кога јас ја видов. Јас заминував за дома. Завршено беше све. Со специјалците се разминав. Па се вратив назад, имав таму син, чека.
сите беа со дистанца со 2 маски, децата, значи се беше во најдобар ред. Носевме по 2-3 маски, свесни сме, јас не сакам животот на моите деца да биде загрозен, да ги ведам во оган децата заради нечи интереси. Овде има интерес. Не лоцирам вината на едните на другите. Сега секој ќе печели поени тука. Сега нас василичарите ќе не користат во разни цели. Та едните, та другите, не ги гледам во кошот со василичарите. Василичарите си ја завршија работата строго професионално. Значи имаше дистанца, имаше маски, се. Ако било нешто договорено, зошто тие на почетокот не го стопираа карневал? Зошто дозволија колона од 2 километри да помине? Значи тие дозволија поворката да помине. Зборувам за МВР. На самиот крај, да речеме, од дефилето, тогаш дојде полициско комбе на плоштадот со сирени и тогаш настана турканиците, револтирани граѓани, пцовки, турканици, апсења. Што велат, какви се коментарите на вевчанци? Од сето нешто ќе направиме една голема приказна. Сега, таков е нашиот македонски народ, чека нешто да се деси за да има филување, сега ќе има филување од разни страни, од едните, од другите, кога се оградуваш од нешто, како општина. Па потоа има контрадикторни изјави дека се зема вината на половина. Утре ќе слушнеме сосема друга изјава. Значи, сега, буквално сега не знаеме кај тераме. Мислам, ние знаевме, василичарите си го направивме своето. Него сега ќе има информации од МВР дека не се ги слушам информациите, дека не се почитувале мерките. Зошто ако не се почитувале мерките не стопираа на влезот во Вевчан? Каде што беше поворката, каде што тргна. Чека горе да дојде специјалците. Значи кога дојде специјалната единица настана револтот, вика луѓето, нормално им се врати сликата. Таа 87 година мојата баба беше приведена. Јас знам како е дома, од предврата 20 специјалци ја извлекува мојата баба и тоа кај мене поминува револт. Ево сега зборувам и ми поминуваат морници низ телото. Значи таа морничава слика го направи сето. Карневалот заврши на Канимјес на чест на сите што дозволија специјална единица да дојде во Вевчан. Градоначалникот во неколку наврати претходно кажа дека општината ја замрзнува. Уште еден месец порано, значи уште во декември ние го запрашавме како новинари, кажа дека се замрзнува организацијата на карневалот, дека нема да има никаква организација, општината како покровител се повлекува и Министерството за култура. Василичарските друштва го кажа истото. Јас во продолжение предлагам да ја погледнеме изјавата на градоначалникот Сашо Јанковски, бидејќи не е тука, каде што се апелираше до граѓаните да ги почитуваат препораките и да нема масовно групирање. Јас и претходно реков, значи во делот на организација општина Вевчани се откажа од сите ингеренции каде што има концерти, изложби и такви работи. Ние немаме никакви ингеренции во дело на поворкиве што василичарите врват. Меѓутоа, знам и тие дека сами се откажаа од овој дел. Меѓутоа, сигурен сум и тоа го реков дека индивидуални маски ќе има. Јас излегов и со апели во текот на вчерашниот ден, а и пред месец дена. Апелирам до вевчанци, бевме дисциплинирани, сите празници, Нова година, Божи ги поминавме во кругот на своите семејства. Сите, значи, ги сочувавме нашиот, немаме голем број на заболени, падна драстично бројот на заболени во здравствениот дом. Значи се надевам дека болеста ќе поминиме во најдобар ред и дека после 20 веќе нема да има никаков заболен тука во Вевчан. Апелирам да не се палат, да не се собират по домовите групна славење. Затоа реков го сите гости слави во овој период ги поминавме дисциплинирано. Бетовски, како вие ја коментирате изјавата? Оваа изјава на градоначалникот дадена уште пред новогодишните празници, уште тогаш предизвика револт кај василичарите и имаше коментари на социјалните мрежи. Не смее да се откажува карневалот и слично. Еве вака, да тврдиме излеговме василичари. Јас излегов сам, со маска, со сите протоколи. Мојата ќерка излезе со група од двајца. Мојот син излезе со група во која што беше и синот на градоначалникот, тројца. Значи, ние од дома секој си ги почитувавме протоколите. Се што ни беше речено се почитуваше. Излеговме, денот нема да загини. Значи, во Вевчани имало многу лоши ситуации. Во Вевчани, по мојата баба, таткој, фактички мојот прадедо,
бил воденичар. Во Вевчан имало и колера, и лепра, па се го класеле телото, се влегувале во реката, се цели биле водени, се мачкале со брашно и излегувале. Значи во многу пострашни периоди. Ако традицијата ја прекиниме, значи постоењето на Вевчан е ради тоа. Ради таа традиција, ради некои обичаи што се прават. Затоа сме останале овде во олкава бројка. Еден век не е променета бројката во Вевчан. 2500 жители сме еден век. Таа традиција не оставила тука. Има одселување како секаде, но ние сме останале. Јас сум направил куќа тука, планирам да живеам. Традицијата, ако мора традицијата се негува. Имало и комунизам, имало и фашизам, имало и автоматски пушки вперени во главите на вевчанците па излеги. Значи традицијата ја продолжуваме. Имавме вонредна ситуација, ја почитувавме вонредната ситуација. Ево, да се надеваме дека ова нема да придонесе па и некои други, да речам, луѓе од здравството да ни ја префрлат вината. Се мислам до денеска помина во најдобар ред. Ево, никој не сме, фала Богу, болни. Сите се чувствуваме одлично, стапи во контакт со многу луѓе што беа. Не гледам причина да од сета фама сега некој ја оправдува интервенцијата на специјалната единица во Вевчан. Значи околу тука се бијат копјата. Секој ќе користи политички поени, јас ги разбирам и едните и другите. Зошто едните слегоа, едните велам политичката гарнитура од власта и опозицијата. Зошто слегоа во василичарите? Немаше потреба ни едните ни другите да слегуваат. Во цивилка дојдоа сите. Значи ако се оградуваат од нас, што бараат меѓу нас? Јас тоа се запрашувам. Зошто слегоа и едните и другите? Што бараа кај нас? Ние си ја направивме работата, се разотидовме. Значи некој сакаше инцидент во Вевчан. Времето ќе покаже кој и зошто. И вчера на социјалните мрежи можевме да видиме дека си продолжија ритуалите, си имаше василичарски средби, дефилеа, палење на плоштадот на маските. Имаше ли вчера полиција? Како помина вчерашниот ден? Интересно прашање и имам еден, мислам, одговор за тоа. Зошто, ево, ако на 13 имаше толку полиција, зошто немаше на 14 толку полиција? Полицијата на 14 беше неколку пати во помал број од таа на 13. Дали во Вевчан увезовме некој попитом народ на 14 или народот се свести сега, па вчера беше луд, денеска нема да е луд. Значи, што беше причината да наеднаш МВР се повлечи? Значи, јас по мое видоа дека си ја увидоа грешката тие. И со неколку полициски службеници помина се во најдобар ред. Немаше еден инцидент. Зошто немаше инцидент на 14? Ако сме толку луди како што сакаат некој да не прикаже. Гледам по социјалните мрежи, сме биле племе, сме биле ова, сме биле она. Ние сме спремни да ги издржиме ударите. Сме ги издржувале ударите од секој. Значи секој камшикувал на Вевчан. Дека не заслужуваме да ни се дадат државни пари. Ние не бараме пари. Јас не излегувам за пари, Василиче. Јас излегувам за да задржам традицијата и ми е кеп. Ја од вчера се спремам за година. Значи мене ми е тоа задоволство, ми е чеф. Сакам да продолжам традицијата на мојот татко, на мојот дедо што биде Василиче. Значи не може некој да бери политички поени на ова. Василичарите ги молам сите да ги тргнат настрана. Копијата на ги бијат на друга страна. Во Василицата во Свети Василија понаше да не ја бараат таа нишка за надпревар меѓу нив. Имаат каде да се надпреваруваат, да едните да другите. Ги гледам во ист кош. Не ги разликувам. Јас сум Василичар, ние настапивме како Василичар. И се беше по протокол. Со ниеден обичен полицаец немавме расправија. Се шалевме со нив, разговаравме со нив, се беше супер. Кому му беше потребна специјалната единица во Вевчан? Тоа се прашува. Битовски, морам да ве запрашам и за ова. Вчера на социјалните медиуми се појави палење на бугарско знаме како дел од ритуалот на палењето на маските и тоа предизвика повторно, да кажеме, некои конфликти. Се јави министерката за надворешни работи на Бугарија, денеска со осуда стигна и од председателот од државниот врв од Пендаровски. Кој е вашиот коментар на ова? Ова не е, да речам, како да го наречам, да го наречам инцидент, можеби ќе ме критикувате како Василичари, но сепак и во минатите години имаше погреб на Грција, ако се сеќавате добро, па имаше реакции од грчкото МНР. Се случуваат реакции секогаш после Вевчанскиот карневал. Сега, вака, уште со време тоа ритуал палење на маските не постоеше. Ние кога завршува карневалот, ги фрлавме маските и
пред не знам точно колку години некој ги запали и така тоа фактички премина во традиција, што не, како Василичар не ми е добра. Палење на маските нема за да се истерале злото, то некој хроничар од негдека дошол го напишал, го прифатија медиумите, се рашири. Значи, ние тогаш, ево да речам сега се пали све што имаме на нас. Бугарското знаме не видов, и да е запалено, не е запалено со намера. Значи, се палиме. Годината се запали кинеското, мексиканското, таџикистанското, све се правиме ние, немаме кај нас цензура во тој дел. Значи све палиме од нас, значи пред неколку години се запали и црква, бевме направени попови, па и униформата, МП се не скокна. Значи све што е на нас така остана традиција се слекува, заминуваме дома чисти. Значи тоа не е некоја традиција, се префати како традиција, ама не е стрикното, се некој со намера го запалил бугарското знаме. Едва чекаше Захариева вчера, ја видовте изјавата, демарш. Секој може, значи ги замолувам и нашите власти, посебно луѓето околу председател, службите одма излегува да не осудат. Значи одма осуда, чекајте бе луѓе. Тука се запали све. Многу работи се запалија. Значи све што беше во нас, плакати, пароли, све што беше све се запали. Меѓу нив можда велам во наводници не видов, зашто заминав многу порано. Има обврски, ме чекаат дома луѓе, знаете, Василица ни е празник каде што сакам да сум со најблискиот, вртиме лепче со паричка дома, сакам да сум со фамилијата, заминав малку порано. Но и да се десило тоа, не е со намера. Значи, немојте сега да бараме во сето, значи немаш инцидент на 14, се поминува најдобар. Ако сакаме да бараме вина, сега да го обвиниме ово или оно што запад, таму се гореше. Има снимки, гледате дека се гори. Се бугарското знаме да го изземиме, да оставиме некаде. Ако пример некој го запалил, па да оттргнеме, чекајше ни реша тоа. Тога се оди во огнот. Значи можевте да приметите дека таму се гореше. Имаше човек со мексиканско знаме. Мексиканско знаме, не верувам, се и тоа може да изгорел. Ајде се од Мексико да чекаме да марш. Значи да не правиме од еден обичен карневал уште еден карневал. Сега политиката ќе ги замешат прстите. Ние сме спремни како вевчанци да го издржиме и овој товар. Знаеме дека ќе сме на удар на сите. То било уназад во годините истото. Едва и чекаат нешто да се случи на вевчанскиот карневал, па една година се сеќаваат Анима Мунди најдоа децата едно совисано куче го зедоа за карневал, се направи фама. Сите печалат поени на вевчанскиот карневал. Значи стана традиција. Знаете и сами, подготвени сте и сами велите дека со години трпите критики после секој карневал, после секоја таква, да речам, вековна манифестација, традиција која што се продолжува во Вевчани. Секогаш после тоа со денови се дискутира за тоа. Во случајот еве бугарското знаме, вие тврдите дека тоа и да било запалено како дел од ритуалот и другите маски. Значи ништо нема намера. Нема намера, мислам секогаш, ево ви кажувам, имаше човек со мексиканско знаме, со старо македонско знаме, имаше знамиња, да не претераме од 10-15 држави во поврки. И се ајде се да чекаме сега како вевчанци, цел свет да не осуди. Сега да ги повлечат, или како што ако тргнал вака председателот со осуда, ако му стигне сега од овие 20 држави, да се ги повлечат, фактички ја блокираме дипломатијата наша. Или нивната тие држави. Значи, да не дозволиме од еден карневал, ова е пред се карневал, исмевање на политиката, исмевање на секојдневието, исмевање на се што ни се случило во претходната година. Ако дозволиме од сето тоа да направиме циркус, ова за мене е циркус. Карневалот заврши, сега е циркус. Во наводници политички, можеби и без наводници. Значи сакаме од нешто да направиме уште нешто поголемо, заврши карневалот. Да ги легниме работите и апелирам и до власта, и до опозицијата, да не печалат политички поени на вевчанскиот карневал. Особено на Василичарот. Затоа што беа повикувани луѓе и во станица, председателите на друштвото. Секој си ја знае работата во својот дел. Јас не сум, да речам, толку наивен да си го изложам своето семејство, да го иставам на улица, па да ми донеси дома болест. Сите ги пазевме препораките. На моите деца им дадов на раквици. Стола има едни, па има други на раквици. Сите бевме максимално заштитени. Да не правиме циркус од сето ова.
Имаше еден од постарите веселичари пред неколку години кога го интервјуравме, токму кажа дека на карневалот секој го кажува она што го мисли, она што го чувствува, карневалот е слободен театар без граници и дека не треба да се зема сериозно и треба да се изземат коментарите по неговото завршување како што е и самите го тврдите во овој случај. Па да, ево сега имаше и една интересна тоа ќе оди како анегдота во годините, кога специјалната полиција се растршува нагоре, едно девојче и вели баш тука поминав покрај нив на мајка му, леле мамо каква јака маска. Значи од сето тоа ќе испадне на крај дека како карневал и затоа сега во шега твитерџиите, на Facebook статусите се најјака маска во Верчани беше единицата ЈБР. Значи и од тоа направивме шега само да не дојди до нешто поголемо, некој на нас да печали поени. Вакви и онакви. МВР си ја заврши работата до делот додека настапи ЕБР. Значи тука е јасна работа. Полициските службеници си ја завршија работата во целот. Ги разделуваа луѓето по тројца, по четворица. Сега еуфоријата настана тога. Значи ние сме како народ многу низ историјата газени, како верчанци. Газени сме од секоја власт. 67-ма сака болницата принудна управа на струга да не ја земат. 87-ма водата. Низ историјата имало и други. Значи, имаме на нашите плечи осетено, нашите дедовци, и јас сум 45 години сега, имам осетено тој дел, може би тете 87-ма, но видов како е да ти влези специјална полиција дома и да ти ја земи бабата. Значи, 20 специјалци да ти ја земат бабата. Јас, мојата баба беше во затвор, женски затвор. И јас, како фамилија, јас сум револтиран на тоа. Кај мене вареше кога ги видов тие специјалци. Зошто? Немаше никој од актуелната власт. Немаше функционери. Кого обезбедуваат тие? Кого сакаат да приведат? Значи, тука некој си ја футна работата. Некој направи грешка. Грешката е во МВР. Значи, службениците полициски си ја изврши работата. Немаше никаков инцидент. Немаше инцидент. Како дозволија на поврка од 2 километри на едно мало место од 20 метри да се случи се? Затоа што се построија, демек некој ќе ги колини. Така беше гледката, демек некој ќе ги нападне. Толку 1-2 кордони, обична полиција, 1 кордон специјалци. Па немојте луѓе од нешто што од традиција да правиме филм. Излезе филм. Ова ќе остане запишано со црни букви во историјата. Дека на 13 јануари 2021 година во Верчанскиот карневал влезе специјална полиција. Дамката ќе си ја носат. И со здравје да се ја носат, бидејќи таков беше текот нивни. Така мисле дека требаше да биде. Да, и градоначалникот кажува делот на што вие го кажувате, дека самото присуство на големиот број полициски службеници и специјалците предизвика тензија и револт кај вевчанци. Во продолжение предлагам да ја погледнеме неговата изјава. Вината би е поделил 50-50, затоа што и ние се ставаме на страната на Вевчани нормално, не држевме дистанца доволно, не ги почитувавме протоколите, мерките. Меѓутоа, од Сабајлето беше и пренагласена и реакција беше на луѓето што ми се јавува зошто толку полиција, нарочито во овој дел специјалната полиција, што беше многу видливо и нагласена, не знам од кои причини, претпоставам надлежните органи подобро го знаат тоа. И од тука, мислам, се јавуваше таа цело време тензија, насетував и дека овој момент сакат некој политички да го искористи. Од полицијата велат дека морале да интервенираат. Морала специјалната единица да настапи со комбе и да ја растера толпата, бидејќи во тоа групирање било невозможно да се почитуваат здравствените протоколи. Велат дека после документирање на случајот ќе има и соодветни пријави. Се следеле камерите, се следеле видеа од учесниците, имаше и приведени. Бејтовски, ваш коментар околу ова? Тие нека се ја вршат својата работа. Никој не е против да си се работата истера во целост. Но зошто кога поврката заврши, дојде комбето со ротационо светло, на една група од 15-20 веселичари имаше тука.
голем дел од василичарите заминаа. Значи, која беше целта? Тука се поставила прашањето. Тука револтирано, тука настапија ти, тука настапи специјалната полиција. Ако беа испровоцирани со нешто, тие беа 30-40 спрема 1 ако беше тоа. Ако не може полициските службени, никој не фрли, никој не ви од кога дојде специјалната полиција, кога се построи позади, да речам обичните полицајци, тога настана револта, тога имаше викање и уа. Нас ни се врати сликата од 87 година. Не можеме да останеме рамнодушни ако гледаш дека твоето дете, па јас се вратив да ги земам моите деца, не знаев кај се. Маскирани сме, одиме секаде низ поворките. Па да не се вратиле од да мина околу спрема горните куќи од селото, ова беше насред селото. Се вратив да видам што е. Па сите излеговме после да видиме што е. Си ќе довикува уа. Кога за ошто, за еден мирен народ што си ја чува традицијата, заслужува. Мислам, не знам, немам коментар. Овие денови сме толку огорчени како Верчани, ево, Верчани е тивко, денеска излеговме горе, видовме луѓето си ги бркаат секојдневните активности, немаше никаков повод за да настапи специјалната единица. Значи, специјалната единица фактички не интервенираше. Таа седеше во позадина. Ние разговаравме, јас излегов меѓу толпата што ги смигувавме, луѓето беше и граначалникот, не верувам дека не. Имаше луѓе од едната и од другата партија. Значи, и од СДС и од ВМРО имаше луѓе таму. Јас ги тргав луѓе, децата, ми беше жал во тој дел да дојди до нешто. Значи, последиците пак ќе ги трпевме ние. Пак ние ќе бевме криви за се. Фала Богу што ништо големо не стана. Ако се приведи, не е приведување. Кладо во комбе, интервенира се пуште. Приведување во станица. Значи, ако и тој дел, ако го привеле, ако некој користел политички поени, па нека им служи на чест. Ако на нас василичарите користат поените, едните та другите. Таму беа двете партии подеднакво. Значи, во цивил, представници и на едната и на другата партија. Зошто дозволивме ова да ни се случи? Ќе се прашуваме во текот на целата година. Значи, не смеевме како верчанци да дозволиме ова да ни се случи. Вината ја гледам кај сите, сем кај василичарите. Значи, во тој дел Василичар не направи инцидент до тука. Тука се растури карневалот. Се заврши тука карневалот. Сега, ако дозволиш 15 души да те испровоцираат, не знам, немаше толку силни провокации. Имало председатели во Верчани. Па Бранко Црвенковски, кој беше председател, јас бев маскиран и му велев да ево пијачка за председателот или ово она, па седнав со него, се напивме кафе, алал ми тие, буквално човекот настапи обезбедувањето, скокна тога. Седни до мене, се напивме, па биле и други, сум го правил другарски маска. Никој досега проблем не направил. Имаше многу по-големи работи. Овде немаше човек функционер. Значи, кого ќе навредевме ми? Од што се навредија? Немаше маски. Можда десеттина политички беа. И јас меѓу нив. Значи, немаше нешто што многу толку револт ќе направи па да дојде специјално. Не го навредивме никого. Сега денеска ќе го навредиме, ево и бугарите, и мене ми се лут. Тие не ми ја сватија маската. Значи, сакаме од нешто што го направивме. Јас фактички во маската носев корење бугарски. Тие испаднаа дека ево да си го земите во Бугарија, една ми пиши денеска на Facebook дека да дојдеш кај нас во Бугарија да видиш како живеат македонците. Зато ве направив маска, затоа што знам како живеат македонците. Секој ќе си се најди во маската, но да не се најди на онаа негативна страна, затоа што после ова многу ќе се најдат на негативната страна во историјата. Многу. Нака размисла што прават и во периодов ќе имаме притисоци. И во периодов спремни сме да ги издржиме притисоци. Но како василичари, а не како носители на една или на друга функција или како политичар. Немаше овде политика. Ако некој сакаше да направи, нака си ја завршат работата до крај, навар. Ако некој свесно влезе, дали од едната или од другата страна меѓу василичарите за да направи инцидент, нака си сноси одговорност. За крај, Бетовски, би сакала да ве прашам дали мислите дека овој инцидент ќе фрли сенка на вековниот карневал, кој што е гордост на вевчани и на вевчанци? Не, нема да фрли сенка, но историски гледано ќе влези меѓу можеби единствен од досегашната над 1400 години традиција, каде што во карневалот влегла специјална единица. Не се случило жандармерија да влези, не се случило, да речам, окупатор да влези, не се случило полиција комунистичка да влези во карневалот. Ги приведувале луѓето, но на еден многу поцивилизиран начин.
Ова беше демонстрација на сила во Верчани. Така. Ви благодарам многу што издвоивте време и бевте дел од емисијата Прашалник. Благодарам и вас. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Довидување.